тоа е тоа. Дресовиве се топ. Со новите дресови мора да почнеме јако. Стои. Дресови нека бидат дополнителен мотив да почнеме со победа во квалификациите против Малта. Дизајн Мартин од Next Time. Секоја чест, друже. За дресови треба и посебно видео да правиме. Ај сега може да се вратиме на фудбалот. Англија, Италија, Украина, Малта. Потешка група не можеш. Сега, дали можеме на второ европско првенство поред или не можеме? Тешко. Тешко. Ама фудбал еве се е можно. Треба да бидеме барем пред Италија или пред Англија, барем пред еден. Леле, луда работа. Италијанците ни се спремаат на најако. Би текнува после жрепката во италијанските медиуми, повеќе се пишуваше дека се во група со Македонија отколку со Англија. Ни спремаат одмазда за светското првенство. Ќе видиме. Англија, со нив мислам дека ќе биде најтешко. Има многу добар тим, значи страшен тим. Украина. Фаворите си тие. На европското првенство бевме со Украина и не згазија. Ами имаме во минатото победи против Украина. И доаѓаме до главниот меч. Малта. Главен затоа што против Малта ќе имаме 2 победи. Мора да имаме 2 победи. Ако има нешто добро во приказнава е тоа што првиот надпревар го почнуваме со најслабиот. Значи може да почнеме со победа. Четврток, 20 часот и 45 минути, сите на стадион. Добро, не Италија или Англија, Малта е, ама дајте да ги поддржиме нашиве, не Англија и Италија, па после сите на тестатура да бидеме херои, некои се разбираме од фудбал. И не очекувате дека ќе биде лесно. Знаете дека секоја што најслабиот играме најтешко уствари. Има Малта некои интересни резултати во последнава година. Со Грција одиграа 2-2, со Израел тепаат 2-1 и Израел во страшно добра форма. Значи нема да биде лесно. Ама ако правиме моаве дали ќе тепаме Малта или не, одак да не играме фудбал. Ако не тепаме сега првиот надпревар со Малта, не мора да ги доиграме квалификациите. Тоа е тоа. А ние 10 последни надпревари, 2 победи и 2 ремија, а победите против аматерите од Гибралтар. Во ноември изгубивме од Азербејџан 3-1 во пријателска. Ај ќе кажеш пријателска, ама 3-1 од Азербејџан бе. Столе на голот е незамерлив секако. Одбраната е малце килава. Муслиут, трета лига во Германија. Дарко Велковски у Саудиска Арабија, кога не игра, кога игра. Зајков, што да се каже за Зајков? Серафимов, и тој не игра во последно време во Унгарија. Алиовски не игра веќе. Само Ристовски е стандарден од Динамо Загреб. За средниот ред немам дилема. Значи, Барди, Елмас и Адеми. Адеми се враќа, ќе биде топ. И нападот. Миовски игра во добра форма. Трајковски е се подобар во Саудиска Арабија, кога да се мотивираш од кога дојде Кристијано Роналдо во Арабија. И Ристовски стандардно си е добар Ристовски. Дечки, Малта мора да падне. Урлајте на терен и без подценување. Новите дресови нека бидат мотив. Чекаме победа со Малта и тоа некаква било. Газење треба. Ајде, се гледаме на стадион.